Ćao Darko. Здраво! Сме уште еден ден во Париз, односно еве сум, јас уште еден ден во Париз и човекот што држи камерата што ме снима, Енијак, здраво! Втор ден помина на Левеп, ние сме уште во Париз, имаме уште еден ден, за разлика од лани кој што траеше настанот 2 дена, денеска трае 3 дена, се спремаме да одиме на журка. Лани ја пропуштивме, тип била демек многу добра, ќе видиме како ќе успееме да се вратиме од незе. Ама ете, ако Сабајле го качиме видео, значи дека сме се вратиле живи и здрави. Со оглед на тоа што милетиот пат одевме пешки 8 километри во сред ноќ на снег, мислам дека денеска ќе се снајдеме многу полесно. Денес помине и вториот ден, ми се чини малку подобар содржински. Немаше толку многу најави како вчера, некакви новитети од разноразни сервиси, Google и слично. Меѓутоа имаше за нијанса поквалитетна содржина во поглед на тоа дека денеска беше делот кога се даваа совети, кога се збореше за предприемништво и денот кога предавачите не доаѓаат толку многу големи компании како битни компании, туку доаѓа со многу повеќе искуство. Па така слушнавме за тајните, односно препораките What would Steve Jobs do, авторот на книгата за презентации, тоа тајните на презентацијските вештини на Стив Джобс, зборуваше за тоа, за 7 ли колку беа таму, или може и повеќе правила што Стив Джобс би ги препорачал на секој предприемач, беа окей, мислам баш беа добри. И имаше еден супер чичко кој што зборуваше, чичко, 20 години е во бизнисот, инвестирал страшно многу пари во страшно многу компании, фатил и Меур, фатил и после тоа Свеживо и Ниво, инвестирал во еден куп познати компании и продавници по интернет, многу порано него што другите луѓе им текнало тоа да го прават, некои од нив му пропаднале, некои од нив станале огромни бизниси. Во секој случај имаше страшно многу корисни совети за предприемништво. Ги имате на блог кај мене објавени, фала му на Енијак што будно ги следеше и ги забележа скоро сите, мислам, дека не пропушти некој. Имаше еден човек од Форестер кој што излезе и кој што кажа што е еднината и кои се самите предвидувања. Ја би го сватил многу сериозно човекот, затоа што доаѓа од куќа која што е многу реномирана во бизнисот и која ќе дадат некои предвидувања, стварно нешто држат до збор. И знака за 300 работи, меѓу другото дека влегуваме во ера на пост-социјал, значи дека социјал е веќе минато, сега одиме понатаму. Некако зборуваше малце во детали што ќе биде тоа пост-социјал, дека не е само по себе Форскоер ова што го гледаме ваков и дека не е дека сега утре ќе пропадне Форскоер или за утре ќе се појави некоја нова фирма, нов стартап и ќе ги потисне нив. Така да мислам Форскоер беше само како пример искористен. Човекот онака, мислам баш растори на сцена, у смисол добар презентер, добро зборуваше, да не го именувам се, пошто ќе го утнам сигурно, ќе го пуштам тоа во текстот подале под видеото. После прескокнав малку, бев Сабајле на Body Media, една опука која што ќе имате цела на видео, на блог, ништо посебно, мислам зборував со луѓето од Body Media, кажа дека ова се базични, основни обуки за почетници, дека имаат многу повеќе што да кажат тие, но таа е публиката која што е овде нели како некаква просечна публика и дека тоа е нивото кое што ќе го работат. Може би и утре ќе направиме малце повеќе муавет за некој од нив малку по-детално. Инаку Body Media се еден од најголемите обезбедувачи на алатки за големите медиуми кога станува збор за присуство на социјални медиуми, особено Facebook. Завчера објавија дека ќе извадат со Comscore заедно некоја алатка за аналитика и за тоа како луѓето поминуваат на Facebook. Што имаше уште? Гледавме Facebook, човекот кој што лани не му дозволи Енијак да му поставува веќе прашања, сега веќе на повисока позиција, на друга сцена, не беше на работилница, туку беше на поголема сцена. Меѓутоа повторно беше наречено тоа што они го правеа работилница, иако немаше Facebook работилница, да бидеме реални. Кажа супер муавети, мислам почнувам да ги ценам, иако претходно не е дека не сум ги ценел, меѓутоа не сум ги сакал Facebook, затоа што навистина прават храбри работи, прават нови работи, се обидуваат да го променат интернетот и во голема мера успеваат. Мислам сега дали тоа нас се свиѓа лично или не, тоа е друго прашање. Со некои од работите што ги прават она баш да бидат затворени приказките, меѓутоа тоа е тоа. Мислам прават храбри потези луѓето. Убаво беше што спомна еден регионален, односно ајде да кажам локален, ама во српски услови локален стартап кој што има доста успешна приказка со правење на игра, стана збор за Top 11 на Nordeus.
И после тоа слушавме неколку презентации на главна сцена, кратки од оние Печа Куча, како се каже, да, Ignite. Презентации кратки, 20 слайдови по 15 секунди. 15 секунди секој слайд. Имаше некои глупости, некои промотивни работи, меѓутоа имаше и 2-3 убави презентации кои што вреди да се спомнат. Секако дека ќе ги објават левеб на YouTube деновиве, ќе ги споделиме тие презентации што вреди да се споделат. Снимивме неколку видеа, нешто качуваме, во главном се стрима од многу места, 3, 4, 5 работи одат во живо од левеб, не чувствуваме некоја посебна потреба дека треба да снимаме работи. Не знаеме дали ќе обезбедиме некој дополнително интервју, не е дека не можеме да ги договориме луѓето, тука едноставно не знам што би ги прашале. Сам да бидам искрен, излезе денеска Джеремаја, раскажуваше некои бројки како на enterprise ниво тоа се случува во светот, каде грешат големите корпорации. Мислам, не гледам никаква цел што би го прашал. Мислам, ние нити имаме корпорација, нити нешто може да разбереме од тој свет. Мислам да бидеме реални, така да можам да го замарам човекот со некои генерички прашања, може да ми одговори, ама во моментов не ја гледам потребата. Добро, останува уште еден ден, утре е Social Business делот и утре е Шон Паркер. Денеска беше и основачот на Skype патем на сцена, така беше интересен муаветот. Ќе видиме што ќе се случува утре. Последен ден е, од Сабајле го имаме хумористичниот Јоси, кој што лане ни изненади со така некој интересен настап, така да ако го качам видео пред да почне левеб, тоа значи дека ако станеме Сабајле, отидеме таму, аплодираме видео и го видите, тогаш значи закачете се од 9:30 и гледате го Јоси, тоа ви гарантирам дека ќе биде забавно. И очекувајте утре уште една финална последна репортажа од овој тип и уште неколку сигурно текстови преку денот што ќе бидат објавени на комуникација.net. Поздрав за сите од Париз. Таму нели се гледа дека сме од Париз, овде има и други работи. Еве да се вратам со глас само тука. Фала на Енијак што држи камера на релативно ладно време, иако не е страшно ладно, отидовме ние на журка. Чао.